Време е за најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија и светот. Дневникот на регионалната К1 телевизија. По настаните на денот започнуваме веднаш. Останете со нас. Случајот платено убиство на Лазо Милошевски од Велешкото село Ореше, повторно во судница. 34 милиони евра државни пари легнале на сметките на земјоделците од Велешко по основ на исплата на субвенции. Денес и утре Велес домакин на млади поети поддржувачи на Рациновото дело. Денеска во Велес започнаа 49-тите детски Рацинови средби. На овие средби младите имаа можност да творат на тема Мојата татковина. Доделени беа и наградите на најдобрите ученици за ликовниот и литературниот конкурс. Детските Рацинови средби продолжуваат утре со поетски караван низ Велешниките основни и средни училишта. Корен заплетен во нишките на историјата, безвременски, непокорен пред духот и материјата. Ова е првонаградената литературна творба на 49-тите детски Рацинови средби во Велес. И оваа година младите ја збогатија Велешката културна ризница со нови ликовни и поетски дела. Тие твореа на тема Мојата татковина. За првонаградениот ученик Драган Андреевски, Рацин представува поттик за создавање нови дела. Неговото дело од секогаш ме потекнува како еден од најголемите македонски автори, па и поширок. Марија Ристевска е првонаградената ученичка на ликовниот конкурс. За неа, детските Рацинови средби се можност каде младите можат да ја истакнат својата креативност. Поттик на темата Рациновите средби, историјата за Рацин, неговото творештво. Тој представа голема инспирација за мене, бидејќи има убаво минато, неговото творештво е многу убаво. Преку детските Рацинови средби младите го негуваат пишаниот збор, а пред се запознаваат со творештвото на Коста Солев Рацин. Всушност, овие средби ја представуваат мисионерската улога во пренесување на големината и значењето на Рацин на младите генерации, изјави градоначалникот Славчо Чадиев. Детските Рацинови средби имаат исто, ако не и поголемо значење од средбите на возрастните. Тие ја остваруваат истата цел. Го негуваат делото на Коста Солев Рацин и го презентираат истото пред светот. Но нивната мисионерска улога на пренесување на големината и значењето на Рацин на младите генерации, тоа е нашата иднина, но оние кои ќе продолжат и ќе ги негуваат традицијата, јазикот, културата на македонците и она што ги прави детските Рацинови средби единствени. Детските Рацинови средби продолжуваат и утре со традиционалниот поетски караван низ Велешките основни и средни училишта и градинките од градот, на кои ќе учествуваат повеќе познати македонски писатели за деца и млади. За тоа колку младите преку детските Рацинови средби го негуваат пишаниот збор и се запознаваат со творештвото на Коста Солев Рацин. Во првиот дневник имавме директно вклучување од колешката Сања Левкова Ангелова. Таа на оваа тема разговараше со Лиле Арсова, координатор на детските Рацинови средби. Да погледнеме дел од разговорот. 49 години градот Велес живее со детските Рацинови средби. Нестрпливо ги очекуваат младите кога ќе биде распишан конкурс, сакаат да учествуваат. Би сакала да има повеќе конкурси во нашата држава, поетски и ликовни, каде што младите таленти би можеле својот талент да го покажат, затоа што навистина од нас возрастните зависи како ќе се негува желбата кон пишаниот збор, кон уметноста, како ние ќе ги поттикнеме, како ќе ги поддржиме и дали ќе им овозможиме тие тоа да го покажат некаде јавно. Дали доказ за тоа е изголемениот број на млади кои што членуваат во клубот на писатели Коста Солев Рацин? Па мислам да, затоа што, како што веќе напоменав, насоката, местото каде што би можел да го покажеш тоа што го знаеш, благодарноста, реплекот надвор, резултатите кои што се постигнуваат, кај секого, значи, вродуваат со ентузијазам да продолжи напред. Во
Во основниот суд во Велес денеска по петти пат започна главниот претрес за случајот платено убиство во село Ореше. На обвинителна клупа седна Ѓоре Петревски и браќата Ордан и Љупчо Ѓоргиевски. Обвинетите го негираат, а Ордан побара од обвинителството да не го крие убиецот. Судењето продолжува на 15 наредниот месец. По пети пат во основниот суд во Велес започна главниот претрес за случајот платено убиство на Лазо Милошевски. Како нарачател на истото се терети Ѓоре Петревски, а за сторители браќата Ордан и Љупчо Ѓоргиевски. Ѓоре и Љупчо останаа на своите претходни искази, додека Ордан побара од обвинителството да не го крие убиецот. Овој пат напасвијата на апелација се многу јасни. Значи, кажува дека, буквално преведено, дека не постои ниту еден доказ со кој може да се докаже присуство на браќата на лице место. Значи, дека воопшто биле присутни, камоли дека го сториле кривичното дело. Друго, кажува дека сите искази на сведоците одат во корист на обвинетите и дека Ацо Милошевски е контрадикторен као оштетен во своите изјави. На исказите дадени во претходните главни расправи остана истинот на убиениот Лазо. Ацо Милошевски, одговарајќи на прашање на судиката која го води овој предмет, рече дека не знае кој губил неговиот татко, но сигурен е дека убиството е нарачено од обвинетиот Петревски. Судењето за платеното убиство во Ореше се води веќе 9 години. Првиот судија и обвинител кој што го водеа случајот, двајца адвокати и новинар, за истиот беа осудени со казна затвор за несовесно работење и примање на подкуп. Судењето продолжува на 15 наредниот месец со заслушување на сведоците Златко и Велјо Арсовски. Продолжува акцијата Отворени денови со Агенцијата за катастар на недвижности и Управа за имотно-правни работи. Ваков отворен ден денеска се реализираше во локалната самоуправа на општина Росоман. Во дневникот во 16:30 имавме директно вклучување на колешката Мартина Митков. Да погледнеме дел од разговорот која таа го имаше со незиниот соговорник. Заеднички отворени денови на Управата за имотно-правни работи и на Агенцијата за катастар на недвижности реализиравме и минатата година и тоа беше навистина позитивно оценето од страна на граѓаните. Имавме голем позитивен ефект и токму поради тоа и продолживме на тој начин и сега да функционираме. Денес бевме конкретно во општина Росоман. Заедничките тимови на Управата за имотно-правни работи и на Агенцијата за катастар на недвижности од изутрина работеа контактира и се обидуваа да наоѓаат решенија за проблемите кои што пред нас ги презентира граѓаните на општина Росоман. Тоа се пред се прашања поврзани со земјоделско земјиште, со нереализирани договори за закуп, меѓутоа имаше сепак и граѓани кои што дојдоа со прашања поврзани со надлежностите на двете институции, со прашања за барање за приватизација во однос на статусот, каде е одредена постапка, за која што ние како управа можеме и дадовме соодветни одговори и дадовме соодветни насоки на постапување. Исто така и прашања поврзани со Агенцијата за катастар на недвижности во поглед на постапки за изложување на одредени земјишта, поврзани со постапки за легализација на објектите. Во таа смисла и беа и странките упатени да го испочитуваат и рокот кој што е за подоставување на геодетски елаборати по однос на барањата за легализација на објекти. Тој рок истекува до крај на оваа година и добро е да се напомене повеќе пати за да не се пропушти таа законска можност. Како и да е, сепак оваа посета на општина Росоман ја оценувам како исклучително корисна. Тука наидовме и секогаш сме наидувале на одлична соработка од општината, од градоначалникот, така што во една заедничка соработка општината, Управата за имотно-правни работи и Агенцијата за катастар на недвижности денес навистина мислам дека дадоа позитивни, односно добри, корисни совети и препораки на граѓаните кои што се обратија до нас. Во интерес на граѓаните на општина Росоман, денеска беа во посета овие две агенции кои што навистина побудија интерес кај граѓаните, тие дојдоа, поставија прашања, верувам дека од поставените прашања си замина задоволни и се надевам дека и овие посети ќе продолжат со ист тренд, бидејќи не е прв пат да имаме вакви посети на
на луѓето кои што се занимаваат со оваа проблематика, согласно тоа дека во општина Росман немаме оделение за имотно-правни или за катастар. Во Кавадарци се завршуваат овие работи, бидејќи и навистина е блиску за да е таков обемот, но денешната посета на жителите на Росман, од Цирков, од Манастирец и од другите места навистина покажа дека е корисно да има отворени денови со граѓаните и се надевам дека тие како крајни корисници, бидејќи ние навистина постоиме за нив за да ги решиме нивните проблеми, ќе бидат задоволни и самите на крајот, бидејќи и јас до мене како прва личност на општината не доаѓаат барањата, ќе продолжиме, верувам и во иднина да ги остваруваме овие средби се со цел да се решат на оние кои што не можеле да дојдат, да се решат проблемите од секаква природа, поврзани значи со овие две агенции. Проблемот на жителите од населбата Долно Ливади со урнатиот мост конечно ќе се реши. Минатогодишните обилни врнежи, високиот водостој предизвикаа поткопување на тамелите и уривање на мостот. Повеќе за ова во прилогот на колешката Катерина Нацева. Во тек е изградбата на мостот на река Мавровица во населбата Долни Ливади. Обилните врнежи и високиот водостој на реката во февруари минатата година предизвика поткопување на темелите и уривање на мостната конструкција. Ова донесе дополнителни проблеми за жителите во населбата, вели градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев, но ние превзедовме активности за целосна реконструкција на мостот и решавање на проблемот. Ние интензивно почнавме да работиме на проблематиката дека мостот треба да се санира од два аспекта. Првиот е безбедносен аспект на веќе спаднатиот мост и вториот е комуникацијскиот аспект, затоа што се сопрена комуникацијата во тој дел и нормалниот проток на луѓе и стока нели од едниот на другиот крај на градот. Иако имаме мост само на 100 метри подолу, сепак имаме куќи и населба. Изработката на проектот и обезбедувањето на финансиите одзеде време, вели Тасев, но сепак упорноста и истрајноста се исплати. Благодарение на парите од Европската унија, кои што се дадени преку UNDP, мисијата на UNDP ја спроведува целокупната тендерска постапка и целокупната постапка за избор на изведувач. Се избра изведувач, тоа е фирмата Промонтинг од Скопје. За наша среќа, значи, ние баравме само да ни се санира мостот. Покрај изградбата на новиот мост е предвидено и обнова на речното корито пред и после мостот во должина од 170 метри. Стручните служби, значи, кои што разговаравме, дадоа предлог и од нивна страна беше исто така прифатено да имаме уредување на речното корито во должина, вкупна должина од 170 метри. 70 метри пред мостот и 100 метри после мостот, значи комплетно уредување на ова, со тоа што ќе се прво сам мостот ќе биде добро заштитен, значи нема да имаме на најкритична точка опасност од излевање и поплави, опфатот на водите ќе биде во рамките на речното корито, значи ќе се собира целокупната вода и мостот ќе ја прифаќа. На задоволство на граѓаните од овој дел на градот до месец март идната година се очекува да биде реализиран овој проект, потенцира градоначалникот Тасев. $140 милиони евра на ниво на држава се обезбедени за помош на македонското земјоделство. По основ на субвенции на македонските земјоделци во последните 10 години исплатени им се 1 милијарда 55 милиони евра. Оваа година 34 милиони евра исплатени им се на велешките земјоделци. 34 милиони евра државни пари легнале на сметките на земјоделците од Велешко по основ на исплата на субвенции. На годишно ниво најмногу пари по овој основ одат кај тутунопроизводителите, потоа кај полјоделството, свињарството, овчарството и на крај кај лозарите. Според статистичките податоци, велешките земјоделци имаат значителна искористеност и на програмите за рурален развој и ИПАРТ инвестициите во земјоделството. Во рамките на проектот 50-50 од периодот од 2007 до 2015 година набавени се 110 нови трактори и 298 парчиња на друга земјоделска механизација од Велешкиот регион. Во 2015 година беа одобрени барања за 20 нови трактори и 80 други парчиња приклучна механизација.
За земјоделците во Велешкиот регион, преку програмата ИПАРТ инвестиции, во земјоделските стопанства доделени се 178.661 евро. Набавката на земјоделската механизација е поддржана во износ од 1.075.213 евра, додека пак преку мерката за помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност обезбедени се 55.260 евра. Дел од земјоделците својот бизнис го развиваат благодарение на државното обработливо земјиште, кое го имаат земено под закуп. Во моментов активни се 713 договори за користење на 10.015 хектари државно земјоделско земјиште. Во прилог на развој на земјоделството, Димо вели дека одат и владините одлуки за намалување на стапката на ДДВ за земјоделската опрема, механизација и ѓубриво од 18 на 5%. Денеска на пресконференција градоначалникот на Кавадарци Александар Панов ги соопшти идните приоритетни проекти за општина Кавадарци. Сите тие се утврдени во пресред на новата буџетска година, а по состаноците со председателствата на урбаните и местните заедници од општината. Изградба на комплетно нова детска градинка, до изградба на кејот на реката Луда Мара до Брушанскиот мост, изградба на локалниот пат со Потрибарци, комплетна реконструкција на старото училиште во селото Марена. Ова се дел од идните поглавни приоритети на општина Кавадарци, кои денеска на пресконференција ги соопшти градоначалникот Александар Панов. Наредната година ќе поставиме и пешачки семафор на последното училиште од зацртаните 3 пешачки семафори, а тоа е пред основното општинско училиште Страшо Пинџур. Ќе извршиме реконструкција на оградата на мостот и тоа кај централната градинка, како и на Брушанскиот мост. Ќе изградиме затворено пазарче кое што веќе го градиме зад зградите Лепотици, како и ќе реконструираме противпожарната зграда, бидејќи во досегашниот период не успеавме да обезбедиме сигурна локација заради генералниот урбанистички план на новата локација која што најверојатно ќе се обезбеди во наредниот период, а во склоп на спортската сала Јасмин. Уредување и реконструкција на неколку важни улици, како и поставување на семафор на крстосницата булевар Македонија и Никола Минчев, реконструкција на пристапниот пат до село Дреново, реконструкција на патот од Возарци до Браната Тиквеш. Ова се дел од улиците кои ќе бидат ревитализирани наредната година, информираше Панов. Во декември оваа година очекувам да конечно се заврши паркирањето, а доколку наредната година со новата документација имаме интерес од страна на наши или граѓани од Република Македонија, дај Боже и надвор од државата, спремни сме да се реализира проектот Аквапарк. Наредната година, бидејќи се уште е во тек опремувањето, ќе го пуштиме во функција НВО центарот, како и ве информирам дека бизнис центарот и реконструкцијата на овој објект во собственост на локалната самоуправа е веќе во тек, а се финансира од нашиот буџет, со поддршка на владата на Република Македонија и UNDP. Општината заедно со комуналното предпријатие Комуналец за наредната година ќе вложат 1,5 милиони евра за изградба на колекторски систем. Овие денови се очекува подпишувањето на дозволата за изградба на агроберзата. Нема да изостане и инфраструктурната изградба во градот и селата. Сите овие проекти се утврдени во пресред на новата буџетска година, а по состаноците со председателствата на урбаните и местните заедници од општината. Во понеделник официјално започнува изборната кампања. Првиот митинг на владеачката ВМРО ДПМНЕ е во Охрид, а кампањата на СДСМ ќе започне во Прилеп. Денеска е светскиот ден на предвремено породување. Трендот за предвремено породување годинава во Македонија е зголемен за 3%. Вести од Македонија во продолжение. Партиите веќе се подготвуваат за своите први митинзи. Официјално кампањата започнува во понеделник на 21 овој месец. Владеачката ВМРО ДПМНЕ, како и претходните години, првиот митинг ќе го одржи во Охрид. СДСМ пак кампањата ќе започне од Прилеп. Коалицијата ВМРО за Македонија наместо во понеделник кампањата ќе почне во вторник, за да не се поклопи со ВМРО ДПМНЕ, затоа што и тие првиот митинг ќе го имаат во Охрид.
Дуи ќе започне од општина Липково. Фродем со своите симпатизери ќе се сретне во хотелот Континентал. Партиските коалиции и партии кои ќе учествуваат на парламентарните избори на 11 декември ќе ги презентираат своите програми пред гласачкото тело. Седумнаесети ноември е светски ден на предвременото породување. Во Македонија од минатата година до сега за 3% е зголемен трендот на предвремено родени бебиња. Меѓу причините за предвременото породување се возраста на мајката, ако таа е на вештачки начин оплодена, нередовното следење на бременоста, инфекции, висок притисок, шекер и ако бебето има аномалии. Во однос на лекувањето, значи овие бебиња кои што се раѓаат пред време, значи бараат едно интензивно лекување кое што е во рамки на неонатална, така наречена неонатална интензивна нега. Докторите секогаш се трудат, значи, да го направат она што е максимално за преживување на бебињата. Меѓутоа тоа што е сега тренд во светот и ние сакаме и тука да го презентираме тоа како еден нов пристап посовремен, е тоа дека не само во преживувањето треба да се обрне внимание, туку и на прифаќањето на родителите и на обезбедување на подобар старт во животот и на бебињата и на семејствата, затоа што семејството ако е навистина добро обучено, кое ќе си оди дома со ова дете, ќе има многу да речеме поквалитетна нега и подобра грижа за бебињата. Предвременото породување представува глобален светски проблем. Во моментов на детската клиника во Скопје има 13 предвремено родени деца. Повеќе од 20 лица загина откако пред воздушни напади во источниот дел на Алепо. Биле погодени болница и неколку амбуланти. Меѓу жртвите има и 5 деца. Бомбардирањето продолжи во вторникот по 3-неделниот прекин, а од тогаш загинаа најмалку 30 лица. Останатите вести од светот во продолжение. Демократската кандидатка за претседател Хилари Клинтон изјави дека по поразот од Доналд Трамп и доаѓало никогаш повеќе да не излезе од дома. Да бидам тука вечерва не е најлесната работа за мене. Минатата недела, единствено што сакав беше да се испрушам со добра книга и никогаш повеќе да не ја напуштам куќата, рече Клинтон во својот прв јавен говор по поразот на изборите. Знам дека многумина се запрашаа дали Америка е земјата во која верувале. Јас ке речам, верувајте во Америка, борете се за нашите вредности и никогаш не се откажувајте, порача Клинтон во емотивното обраќање во Вашингтон. Дел од медиумите објавија дека таа освоила речиси 1 милион гласови повеќе од Трамп, но сепак ги загубила изборите, благодарение на комплексниот начин на гласање со електронските гласови. Германските американските работодавачи и работници, потрошувачи и земјоделци дефинитивно ќе имаат корис од договорот за слободна трговија, за кој преговараат Европската Унија и Соединетите американски држави, истакнуваат председателот на САД Барак Обама и германската канцеларка Ангела Меркел. Договорот кој што ги поврзува нашите економии се заснова на правилата кои се во согласно со нашите заеднички вредности, ќе ни помогне да растеме во следните децении и да останеме конкурентни на глобално ниво, се наведува во заедничката статија на Обама и Меркел за германски магазин. Нивните коментари уследуваат по победата на републиканецот Доналд Трамп на претседателските избори во САД, кој повеќе пати го критикуваше договорот за слободна трговија со образложение дека представува закана за работните места во САД. Од Фондот за солидарност на Европската Унија, според италијанската цивилна заштита, државата ќе побара 7 милиарди евра. Средствата ќе бидат наменети за справување со катастрофалните последици од земјотресите. Најмногу штети предизвика земјотресот од 24 август, кога покрај огромната материјална штета имаше и жртви. Околу 300 луѓе ги загубија животите. На 30 октомври имаше нов земјотрес со интензитет од 6,5 степени, во кој што немаше жртви, но беше регистрирана голема материјална штета. Денеска имавме сончево време со умерена облачност. Дневната температура достигна до 15 степен.
Во наредните денови ќе имаме слично време, но со пораст на дневната температура. За подетални информации да го погледнеме графичкиот приказ што следува. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Останете и понатаму на К1 телевизија. Пријатно!